Значи, денот може да изгледа најневообичаено од сите денови на светот, така што се бајде станувам у 6:30, мора да идам по терапија во Велес, затоа што само таму има отворено место за примање на пациенти. И денот ми почна да се баде у 6:30, имам среќа што живеам до железничка станица, па не мора да патувам со автобус до железничка станица. У 6:30 се качувам у воз. Јас као прво што пробав да абстинирам, затоа што се упишав на терапија и после се отпишав, не пробав да направам нешто лошо, у секој случај не пробав да направам нешто лошо, пробав да оставам терапијата, мислам што нормално мисла на секој човек, не можам да бидам цело време зависник и заради тој временски период мораше да ме отпишат од кисела вода. Пред да се одлучам да одам во Јован Бигорски, од докторите никој едноставно ти викаат на своја рака превземаш се. Мислам што и да решиш на своја рака превземаш се, така да не знаеш утре кога ќе си дојдеш дали ќе направиш рецидив и дали пак ќе се вратиш во кисела вода, тоа зависи пак до тебе. Мислам, они не ти даваат никаква гаранција, ниту пак општеството дава некаква поддршка, ниту пак медицината дава некаква поддршка што ќе може да те окуражи за понатаму да успееш. Проблемот е што тоа во кисела вода е затворен програмот, во државна болница е затворен програмот, во општина Карпош примаат само од општина Карпош. Јас живеам у центар на Скопје и мора да патувам до Велес. Мислам, нема никаква логика у ова. Мислам, како може да од општина центар да се лекуваш во Велес? Разбирам од Велес да дојдат во Скопје, ама од Скопје да идат у Велес, мислам, малце е несватливо. Голем град си е голем град. Значи, ако пред десетина години пекавме дека немаме финансии, дека проблемот ни се финансии. Скоро 9-та година во Македонија е присутен глобалниот фонд за борба против ХИВ, туберкулоза и финансиите не се проблем. Значи, од негде 2003-2004 година имаме финансии за да ги отвориме во почеток толку ревносно и ентузијастички се залагавме минимум 6 центри да отвориме во Скопје и по потреба да се отворат низ целата република. Но за жал што се случи денес 2012 година, ние во Скопје се уште имаме таа позната кисела вода. Пред 2-3 месеца успеа 8 септември конечно да отвори еден центар кој исклучиво за лицата кои се од општина Карпош, иако идејата беше да биде регионален, и клинички центар кој за жал во кратко време ги понесе со себе сите оние негативности кои ги носи и кисела вода. Некаде во 90-тите, во средината на 90-тите, почетокот на 2000-та година, ја имавме извонредната шанса да благодарение на здружувањето, еден здружен проект на Светска здравствена организација УНИЦЕФ и Министерството за здравство во Македонија да се направи таа така наречена дисперзија, односно проширувањето на програмите во време во кое што постоеше еден единствен програм во Скопје, односно беше крајно централизиран тој програм и со оглед на таквата организација очекувано беше дека нема да ги даде саканите резултати, поради тоа што луѓето од цела Македонија патуваа, доаѓаа и заради лекувањето не им помагаше да го нормализираат својот живот, туку напротив ги доведуваше во ситуација да тие мора да се откажуваат од
од бројни други своји животни потреби и активности. Значи, ние таа шанса не ја искористивме. Не ја искористивме од разни причини. Јас мислам дека стигмата владееше на сите страни и дека беше доминантно присутна во професионалните групи, односно пред се во рамките на психијатријата и на медицинските лица, кои што продолжија и покрај медицината базирана на докази и покрај бројните научни докажувања да се водат од своите ставови, заблуди, од своите, да кажам, предрасуди врзани за метадонот, и не само што не се придружуваа на иницијативата, туку ги вложуваа максимално напорите да таа иницијатива биде што понеуспешна, по принцип не и во мојот двор, не овде, не на друго место, и на тој начин локалната заедница брзо се вознемируваше и се доведуваше до ситуација да се создава отпор за отварање на центрите. Додека институциите се уште се бавеа со идеолошка разработка на проблемот во насока на разобличување на поимот болест или животен стил, проблемите се кумулираа, така да една цела група на години и генерации веќе и ден денеска ги чувствуваат последиците од тој несоодветен пристап. Ова не го кажувам во некој смисол на критика или стигма, меѓутоа дефинитивно ако тој општествен одговор беше посоодветен, ќе имавме по-добри или на некој начин хумани статистики во однос на процентите на хепатитис С, ќе имавме помалку починати млади лица, ќе имавме помалку работа во службите на трансфузиологија. Министерството за здравство преку проектот и програмата на Глобалниот фонд за превенција од ХИВ-СИДА неодамна за прв пат спроведи истражување за да се одреди големината на популацијата која што е засегната со овој проблем. Нормално не можеме точно да кажеме точни бројки, меѓутоа проценката е дека во Македонија од овој проблем се засегнати некаде меѓу 9 и 14.000 лица, или просекот е негде околу 11.000. Тоа е сепак бројка која што не е занемарлива. Со овие програми ниту пак можеме да очекуваме дека ние сите 11.000 лица би ги опфатиле, меѓутоа колку што е поголем бројот на лица кои што се опфатени со програмите за субституција, толку подобро. За овој период од 10 години можеме да се пофалиме и со успех, заради тоа што успеавме да отвориме преку 10 служби од овој тип во поголемите градови во Македонија.